Но ние сме луѓе на денешницата. И со еден мој соговорник се согласуваме дека ние не можеме да одиме да ги бараме тајните на Александриската библиотека или било која тајна од древноста, а без при тоа да обрнеме ни најмало внимание на проблемите на денешницата, затоа што проблемите на денешницата се тие проблеми кои што директно зависат нашата екзистенција, нашиот опстанок, нашето здравје, нашата ментална хигиена, ако сакате, што значи проблемите на денешницата се тука и ние мораме во добар дел од нашето опстојување да се посветиме на тие проблеми, да дадеме активен придонес за решавањето на тие проблеми и од сега па во иднина да делуваме на начин кој што ќе го зачува непосредното минато. Односно, како ќе стигнеме до Александриската библиотека, зачувувајќи го непосредното минато. Не случајно го почнав овој подкаст со гркот кој што ми се заканува дека не смеам како символ да го употребувам 16 кракото сонце или било што друго. Едноставно, поентата на овој подкаст одбива тоа, значи слободата на израз, слободата на говорот. На крајот на краиштата нема закон на оваа земја, вклучително и во Македонија и во Грција, кој што мене како поединец може да ми забрани да употребувам било каков символ. Тоа е смешно и погрешно. На тој начин мораме сега и тука да се бориме на тоа, дека без разлика кој како се договорил во преспа, тоа е нивна работа и меѓудржавна работа, ние како поединци, а правата на заедницата почнуваат од правата на поединците, значи ако правата на поединците си ги стекнеме сега, како колективитет, многу лесно да изидаме една структура на колективни права. Така, значи, ќе се вратиме пак на библиотеката од Александрија. Сакам да кажам дека, во кочани периодов, луѓето немаат воздух за дишење. И многу пати кога зборуваме за сатанизам, нема потреба да измислуваме ѓаволи нацртани над зидот со рогови и со 666. Поголем сатанизам од тоа да се труе народот со гнасоти, со канцерогени материи, со слично, наместо од сето тоа да се направи бизнис модел, да се вработуваат луѓе и да се прави богатство, затоа што рециклирањето на отпадот секаде во цел свет, во секој нормален свет е богатство, наместо тоа ние со тоа што можеме да правиме богатство, ние правиме зло врз сопствениот народ. Кога велам ние како држава, ние како заедница, ние како општини, значи колективната одговорност ја имаме сите, значи ја носиме на плеки, од неа не можеме да избегаме. И сега, знаејќи ги сиве овие работи, знаејќи опасноста од исчезнување, од бришење, од негација, и инспириран од Александриската библиотека, во духот на времето во кое што живеам, пред известно време ми дојде една идеја. А таа идеја е дека ние во раце имаме документи, имаме записи кои што јасно говорат работи кои што се историски факти, непосредно кои што сме ги посведочили тие историски факти, а кои што некои луѓе, некои организации сакаат да ги избришат и се трудат да го направат тоа. Ние како можеме да се бориме против тоа? Со зачувување на работите. И бидејќи живееме во дигитално време, јас дојдов до идеја да направиме дигитална Александриска библиотека. Како ќе ја направиме таа дигитална Александриска библиотека? Ќе ја направиме на начин на кој што се она што поседуваме од литература на македонски јазик, или не мора да е само на македонски јазик, на други јазици за Македонија. Па и на други јазици, на било која тема. Тоа го правеле и во самата Александрија. Во денешно време, со вештачка интелигенција, со скенирање на текстови, секој текст може да стане лесно достапен. И како таква
таа дигитална Александриска библиотека ќе ја чуваме децентрализирано, ќе ја чуваме за да биде нашето културно богатство со кое што ќе можеме да ги воздигнеме, да ги восхреснеме идеите кои што сакаат сега да бидат избришани. Ако затоа намерно го правам ова тука со овие книги позади мене. Никогаш не сум сакал така да се наместам да се гледаат колку многу книги. Ова е само мал дел од мојата библиотека. Добар дел е во PDF формат, друг дел е во Македонија, значи огромна количина на книги и секогаш мислам дека недоволно книги имам во сопствен посед и недоволно книги поседувам. Но не се само книгите. Постојат документи од некое друго време, каде што ние постоевме како Македонија де факто и де јуре. Еве ќе ви покажам еден таков документ, кој што мораме да ги чуваме. Еве го. Ова е мојот прв пасош, Република Македонија. Да, овие дупчињата покажуваат дека е неважечки, но тој пасош е документ, на него пишува овој пасош е сопственост на Република Македонија. Ова е доказ дека таа Република Македонија постои. Верували или не, ваквите документи ќе се оди наоколу и ќе се уништуваат. Како што беше оно стружењето на шахти од канализација, затоа што имале символи кои што биле во контраст со Преспанскиот договор. И затоа, јас со група на луѓе одлучивме да го правиме ова и го веќе тој проект е во тек. И сега, што ни е потребно на нас? Барем, што можам јас да ви кажам за овој проект? Потребни ни се книги. Книги во PDF формат од сите автори кои што некогаш нешто пишувале за историјата. Археолошки билтени, фотографии од артефакти, документи од дипломатски преписки. Знам дека многумина од вас живеат во странство. Преписка со државата во која што живеете, каде што пишува место на раѓање Република Македонија. Замислете во Америка, во Соединетите Американски држави, документ на државата таму, каде што го пишува името на државата, ве пишува вас како државјани на Република Македонија. Тоа е документ. Тоа е документ, тоа е многу важен документ. И ние, за жал, немаме таква библиотека каде што државата ќе направи нешто, каде што сето тоа ќе се смести. Кога го правеа Скопје 2014, јас бев згрозен од фактот дека направија архив во кој што наводно треба да се чуваат важни документи за историјата на државата, а архивот го направи во непосредна близина на река. Последиците од една евентуално поплава можат да бидат огромни. Можноста да таа зграда така како што е направена, да, изгледа велелепно, барокно, не знам што, но дали е безбедна? Дали е безбедно таму да ги чуваме тие документи? Јас не сум убеден во тоа. Затоа велам дигитално. Дигитално на сличен начин како биткоинот. Кога јас ќе имам еден документ, имам документ, например, за одаснам воведувањето на македонскиот јазик како службен јазик или прогласувањето на 11 октомври како службен празник. Тие документи мораме да ги имаме во дигитална форма и да се чуваат на различни локации, на различни надворешни дискови во целиот свет. Бидејќи нас сниме во целиот свет, треба да се чуваат и тие документи во целиот свет на различно. Што значи, ако се уништи една база на податоци од вакви документи, од вакви книги, останатите ќе продолжат да опстојуваат. А зошто сакаме да ги направиме вмрежени? Затоа што кога јас ќе поставам одредена книга, сите други ќе можат да ја добијат истата таа книга или еден документ. Сите ќе го имаат тој документ достапен. И значи тука доаѓаме до еден момент во кој што треба малку да вложиме и труд. Зошто труд? Затоа што, например, одредени книги, мене ми доаѓа пример оваа книга, е докторска дисертација на тема
Значи, на тема Даме Груев. Напишан на македонски јазик, еве зашто велам дека е документ. 1984 година во Смилево. Пишува кои се во значи во комисијата доктор за дисертацијата. И сега интересното е со книгите што многу пати повеќето книги имаат она што значи каталогизација и публикација. Оној цип бројот. И што вели? Каталогизација и публикација, Народна универзитетска библиотека Климент Охридски, Скопје. Значи, тоа се работи кои што ги има во книгите, кои што им даваат тежина, кои што им даваат вредност на историски документи. И сега имаме многу изданија, еве, мислам дека во оваа книга го имаше тоа. Значи, кој е издавачот, еве го тој цип број. Не знам колку ќе се види. Тоа е тој цип број. Народна универзитетска библиотека Климент Охридски, Скопје. Значи, еве друга една работа. Например, едно старо издание на Вирџинија Вулф. Кочо Рацин, значи издавачка куќа која што веќе не верувам дека постои. Гледате каква е искината. Скопје 1965 година. Издадена на македонски јазик, на кирилично писмо. Тоа се вредни работи, не се зафрлање. И сега како да дојдат до таа дигитална библиотека, дигитална Александрийска библиотека, која што јас и одредена група на ентузијасти ја имаме замислена. Имаме замислена тој начин што живееме во време на модерни технологии и ова од хартија може да стане PDF со скенирање. Може да се скенира со телефон, може да се скенира со скенер. Да, бара труд, бара работа. Но ако видите, не бара одење во планина и земање на пушка, бара работа, бара интелектуална работа и малку физичка работа. Значи, треба малце подолго време да седнеме и да ги скенираме книгите што ги имаме. Дали вие немате таков вид на документација која што е важна, не велам дека треба здравствен картон да скенирате затоа што има таму осетливи податоци. Но имаме документи кои што ни се и текако важни. Текако важни, кои што треба и сакаме да ги зачуваме. Друга една работа која што ми дава инспирација е делото на Семир Осман Агич. Што направи тој? Меинстрим археологијата во Босна вика не, тоа се обични брда, таму ти фантазираш дека се пирамиди. Што направи? Направи приватен проект. И ова еден ден може да стане реалност, не е толку неверојатно како што звучи. Како? Например, ако ние имаме латинисти, академски латинисти, кои што одредени институти, невладини организации, кои што може да се финансираат дали приватно, дали од државни донации, дали од меѓународни донации, би отишле во таа Ватиканска библиотека која што ја спомнуваме, ќе упатат официјално барање до Ватикан како држава, да им дадат пристап до документи кои што се поврзани со Македонија. Можеби нема да откриеме Бог знае колку, затоа што тоа што ќе биде дадено, ако би било дадено на увид, ќе биде неверојатно важно за нас. Например, ќе ви кажам една ситуација која што ми е кажана од близок пријател, кој што во комуникација со калуѓерот кој што се грижи за црквата Свети Климент во Рим, црквата каде што е погребан Кирил од браќата Кирил и Методи,
А се вика Свети Климент истата црква затоа што Кирил и Методи ги носат моштите на еден од првите папи, ако не и на првиот папа после Свети Петар. Свети Климент ги носат од Хазарија, ги носат во Рим и му прават голема чест на тогашниот папа. Сега, ден денеска, после повеќе од 1000 години од смртта на Кирил, во таа црква за него се прават верски обреди како да е погребан таму папа. Значи, збориме за Свети Кирил од Кирил и Методи. Важноста што се дава на ликот и на делото на Свети Кирил, мене ми кажува дека за таа личност и за тој лик во ватиканските библиотеки, во ватиканските архиви има многу повеќе податоци од она што ние го знаеме денеска. Ние знаеме многу малку панонски легенди. Единствениот историски документ за тие двајца луѓе ни се панонски легенди. Многу малку. Велам, значи треба да постојат институции, треба да постојат невладини организации кои што сето тоа ќе го финансираат, кои што ќе образуваат кадри, значи луѓе што разбираат латински и би истражувале таму. На ист начин треба да се образуваат кадри што разбираат исламски, односно што разбираат отомански турски. Модерниот турски јазик, кој што е од младотурската револуција па наваму, од Кемал Ататурк па наваму, е јазик кој што се пишува на латиница. Турскиот јазик на кој што се пишувани архивите поврзани со Македонија, односно со отоманското владење на Македонија, се сите напишани на отомански турски, односно турски јазик со арапско писмо. Тоа е дополнителна компликација. Тој јазик веројатно и во Турција многу малку го разбираат денеска, што значи потребни се посебни академски образувани луѓе кои што тој јазик би го разбирале, а таму како архива има многу. Други архиви кои што исто така треба да се истражуваат, а ние многу малку ги истражуваме, се секако американските, британските и руските архиви. Претпоставувам за овие јазици многу полесно можеме да го правиме тоа, затоа што во денешно време нема кој не знае англиски, многу лесно е да се познава рускиот јазик и така натаму, и така натаму. И сето тоа, замислете сето тоа да почнува да се акумулира како литература, како архива и сето тоа истовремено да децентрализирано се складира, се обезбедува. Значи, како што трансакциите на биткоин не се на еден сервер, туку се на милиони сервери низ целиот свет, така да ја прават таа мрежа практично непробојна. Затоа што ако вие сакате да го нападнете биткоин во таа смисла, треба да нападнете милиони компјутери кои што ја чуваат целокупната датотека на биткоин. На истиот овој начин, кога ќе имаме ние, не мора милиони, ама илјадници луѓе кои што по светот на офлайн хард дискови ги чуваат сиви овие документи, сиви овие книги, сиви овие записи, ќе видите колку сето тоа ќе биде невозможно за уништување, затоа што многу пати кога бурата доаѓа, јас сега мислам дека живееме во време на огромна бура, кога бурата доаѓа, најважно е да се преживее бурата. А отпосле, откако ќе се преживее бурата, што сме биле мудри да спасиме пред бурата, ќе ни помогне во изградувањето на светот после бурата. Така што мислам дека оваа идеја е благородна. Со неја не сакаме да постигнеме ништо во смисол на финансии, во смисол на слава или било што. Напротив, јас сум само лице кое што ви го кажува овој план, ви зборува за ова. Доколку поседувате книги, литература која што сакате да ја споделите, ќе ми ја пратите на мене на мејл. Мејлот е tatuncho@gmail.com. Еве ќе го напишам во четот. Подоцна ќе ги погледнем и работите што ги имате напишано да ги скоментираме. Така, ова е мојот мејл на кој што можете да ми ги пратите тие евентуални документи што ги поседувате. Значи, јас мислам дека треба да ги зачуваме сите оние едиции кои што до сега се објавени. Например,
оние огромните во со тврд повест историја на македонскиот народ кои што се пишувани и се уредувани од луѓе како што е, еве ми доаѓа генералот Михаил Апостолски, еден од уредниците на таа едиција. Значи, од такви величини се уредувани тие книги и ако ги нема веќе во дигитална форма, би било добро страна по страна, лист по лист да се скенираат, да се прави еден огромен PDF формат од нив и да се прават, значи, јас верувам дека има луѓе кои што одат наоколу и собираат книги и ги уништуваат. Баш од тоа, заради тоа. Да не зборувам како со дивите копачи и со археологијата се уништуваат доказите за нашето постоење. Па дури и со едно сензитивно прашање, тоа е совместењето на одредени локации за гробишта, се прават одредени локации вечно недостапни за истражување или во најскоро време недостапни за истражување затоа што на самите локации има или активни живеалишта, значи приватни имоти, куќи, а многу често и гробишта на тоа. Значи, во целава работа треба да постапуваме мудро, би требало, еве да употребам условен начин, би требало да бидеме мудри, а таа мудрост не може да дојде од разединување и од ексклузивитет, значи треба да бидеме инклузивни. Се она што од некаде ќе ни дојде како литература, ако има книга на албански јазик за Македонија, што и да пишува во неа, ќе ја складираме, ќе ја преведеме со вештачка интелигенција, ќе видиме што пишува. Ако пишува на монголски јазик, сеедно, ќе запишеме. Во времето на Александар Македонски, клинестото писмо било се уште во употреба. Јас сум убеден дека денеска по Ирак, по Блискиот Исток можат да се најдат записи поврзани со Македонија на клинесто писмо. Да не зборуваме за Египет и за хиероглифи и така натаму, и така натаму. Многу работи во денешно време се извртуваат, се стеснува наративот, а тој наратив се стеснува за да се избегне очигледното. Ако вие видите кој е најголем народ во Европа, например, тука би веројатно германците или можеби украинците најголем народ во Европа, како такви. Ако одеме нели по тоа еден исти јазик да го зборуваат и слично, но ако земете дека словените како народ некогаш во далечното минато имаат заеднички корен, тоа што ние го нарекуваме словенско денеска, во цел свет е препознаено како словенско. Од зад Карпатите. Сега ние сме дошле од зад Карпатите, сме биле 5 племиња, ама сега тие 5 племиња толку многу се расшириле, што имате од тие истите племиња и во Љубљана, имате и во Варшава, имате и во Софија, имате и во Белград, ама имате и во Владивосток. Сега кога ќе видите каде се овие градови што ви напоменав, каде се на картата, Владивосток е на Тихиот океан. И ако ги наблюдуваме така расцепкани, дури и русите не се некој посебно голем народ. Но ако ја земеме целината, и ако речеме дека оваа целина некогаш била единство, а заедничкиот јазик тоа го докажува, тогаш работите, перспективата станува малку поразлична. И кога ќе видите дека некои други народи, например германскиот народ, до средината на 19 век такво нешто како германски народ не постоело. Подоцна е креирано, направено, соединувано заради заедничките јазични особини кои што ги имале и направиле голема германска нација и секоја чест за тоа. И гледајте, например, од нив можеме да го учиме фактот дека има германци католици, има германци протестанти, во денешно време сигурен сум дека има германци муслимани,
има голем број на германци атеисти, ама тоа не им оневозможува да живеат заедно како едно големо германско семејство на народ. А ние секоја една мала разлика се обидуваме да ја потенцираме и од неја да создадеме дијамант на круната. Не. Тоа е ексклузивниот пристап. И кога ќе го имаме ексклузивниот пристап, ќе бидеме се помалку и помалку и помалку. Како ќе го имаме инклузивниот пристап, а инклузивниот пристап многу пати подразбери толеранција, сега со другите треба да се разбереме. Значи со србите и со бугарите треба да се убедиме дека не ни се потребни преведувачи, дека да, имаме некои разлики во зборувањето, но во суштина се разбираме. Со словенците ако зборуваме полека ќе се разбереме, со словаците, со пољаците и така натаму. Што значи треба трпение, треба толеранција, треба разбирање и треба мудрост. Дали го имаме сето тоа ние и дали можеме да дадеме предност на ваквите идеи наместо на идеите кои што ни ги наметна од запад. Поидете од тоа што фајде видовме ние од политичарите. Кога пред да бидат парламентарните избори во Македонија, мене сите ме критикуваат дека генерално имам недоверба кон политичарите. Политичарите се слуги на некој помокен систем од нив. Обично во Европската унија, односно во Европскиот парламент или во Конгресот во Америка, лобирањето, односно корупцијата е легализирана, ставена во легални рамки. Кај нас уште не е ставена во легални рамки, па затоа имаме толкаво ниво на корупција, ама влијанието е неопходно. Затоа што ставете се на местото на политичарите. Некој ви дава институционална моќ да донесувате одлуки, сознанието дека таа институционална моќ може да се прокнижи, односно може да се претвори во финансиска добивка. Човечкиот карактер е тој. Човечкиот карактер е слаб и хедонизмот, потребата од материјални добра си го прави своето. Така што тој за жал капиталистички потрошувачки начин на живот каде што после мене потоп и не постојат трајни вредности не доведе до тоа каде што сме сега. Прашањето, можам да го поставам тоа прашање тука отворено. Дали би засадиле дрво од кое што знаете дека плодовите вие нема да ги берете? Тоа е едно филозофско прашање, дали ние сакаме да вложиме во една иднина која што ќе биде за поколенијата после нас, или не сакаме и сакаме само она што е сега и тука да го освоиме, создадеме, изедеме, испиеме, испируваме едноставно, па утре ќе видиме како ќе ја тераме работата. На моите подкасти, дали сум јас со вас како сега или со други гости, секогаш сум модел на тоа да на крајот видеото луѓето сакаат да го гледаат затоа што во тоа видео се изнесени нови податоци. Може да се користи како документ на кој што други луѓе ќе се повекуваат, да биде цитирано, да бидат извлечени заклучоци и работи кои што се корисни. Значи, укажување на литература, укажување на филмови, укажување на места каде што може да се црпи знаење. И затоа многу пати ме обзема и чувството дека чекај се, да не се однесувам јас па како некој професор кој што во секој подкаст треба 5 книги да цитира и да каже луѓе видете ги овие работи, можете тука да ги прочитате. Можеби и тоа е чувството многу пати, верувајте ми, не е мојата основна намера на тоа, туку повеќе алтруизмот сакам да ги споделам таквите работи. Моето знаење, како и се друго, за еден човек е ограничено, моите познавања се ограничени и само давајќи ги тука во етерот, во мрежата, давајќи ги, само на тој начин, преку реакцијата што ја имам со вас, ми се враќаат, добивам нови книги, нови автори, нови филмови, нови погледи и нови согледувања. Значи,
ова е неверојатно искуство за мене и верували или не, токму таа интеракција ме инспирира се повеќе да правам вакви подкасти во живо, каде што и послободно можеме да кажеме некои работи. Ме одржува во кондиција затоа што ако беше оној другиот аспект, дали финансиски или дали сум познат или не сум познат, одамна ќе се откажев. Затоа што 2000 и нешто претплатници 4 години работа. Има луѓе кои што 2 пати ќе се појават и веќе 1500 сабскрајбери за монетизација ги направили. Гледам убаво направени студија. Гледам професионални микрофони, амбиент супер изолиран за да се прават тие подкасти. Тоа е формата, но каква е содржината? Во мојот случај, ова е една од просториите во мојот дом. Значи не е студио. Ова е библиотеката која што од време на време ги тргам книгите, бришам прашина, лично мое. Значи овде јас функционирам, живеам. Некогаш буквално само стојам пред овие наслови и се обидувам да го контемплирам тоа што го гледам околу мене. Така што не е она типично таде сега јутјуберство, па ќе фураме некаков филм, ќе правиме нешто само да биде интересно, забавно. Знам дека многу пати дел од темите што ги обработувам наместо на крајот на многу видеа се има случај наместо да има некој сабскрајбер повеќе, имам сабскрајбери во негатива. Зошто? Затоа што многу пати луѓето ќе се најдат испречени помеѓу оно што е нивно до тогашно убедување или заблуда, и како сега тоа татончо ќе им каже дека не е така, или дека можеби и не е така, дека може да се размислува и поинаку. А друга страна, поголемиот број, значи 99,9 од вас, со интеракцијата што ја давате тука, со начинот на кој што ми возвраќате на се ова што го правам, ме полните со позитивна енергија за да продолжам натаму. Сега, значи, уште еднаш да ја потенцирам идејата на овој видео. Значи, почнавме од таа древна Александриска библиотека која што е направена пред повеќе од 2200 години. Да, таа е добра инспирација, одлична инспирација, но не треба да бидеме заглавени овде дека ние треба да отидеме во Александрија и повторно да ја најдеме истата таа библиотека. Доколку би имале временска машина, би го направиле тоа. Треба да ја реконструираме во духот на времето. Идеален начин да се реконструира е дигитално. Затоа што ќе ни овозможи и брзина, и ефикасност, и безбедност. Безбедност во онаа смисла во кој што ви кажав претходно. Секој од нас кој што ќе влезе во проектот, ќе ги има на располагање сите тие книги, ќе ги повлече на, дали го имам тука, дали ми е при рака, обично тука некаде го чувам, значи ќе ги повлече на надворешен хард диск работите, на тој надворешен хард диск, тргнат од интернет, тие се безбедни. И еден ден ќе дојде време кога, благодарение на тоа, ако сакаме да изградиме физичка библиотека, кога ќе бидеме во можност, ќе почнеме да го правиме ова. Видите? Ова е книга испечатена на обичен принтер, од PDF формат, и сите оние кои што сакаат старата добра хартија, јас ја обожавам старата добра хартија, седнуваат и го читаат ова. Ова е конкретно Сумерска митологија од Семюел Ноах Крамер. Значи, во ова чудо од библиотека позади мене, значи најразличен тип на литература ќе најдете. И сега, зошто велам дека книгите се документи? Имам пред мене една книга од Димитрио М. Јон. По името очигледно е романец. Има направено антологија, поетска антологија, има наречено Македонска лирска фаланга. Луѓе, ова е документ. Ова еден ден на некои луѓе ќе им се тресне од глава. Кажем, како тоа некој си романец тука зел поети од типот еве на Славко Јаневски, Петре Мандреевски, Блаже Коневски, нивна поезија ставил внатре и го нарекол тоа Македонска лирска фаланга. Колку моќен документ.
И ова јас љубоморно го чувам. Значи, издание од на култура, издание од сега 91 година. Купена своевремено за 158 денари. Може би 158 денари, во тоа време кога ја купив, ќе ми обезбедија влезница и две пијачки или една пијачка во некоја студентска дискотека. Мојот избор бил македонска поетска фаланга.